Денешното излагање ќе биде врз основа на Излез 20 глава 7 стих. Не изговарај го напразно името на Господ твојот Бог, бидејќи Господ нема да го остави неказнет оној кој напразно ќе го изговори името Негово. Ова е една од 10 заповеди. Ако треба да ја сумирам во една реченица, би рекол: однесувај се сериозно кон моето име. И сега се поставува прашањето: што е толку важно името? Реално никој од нас не си го избрал името, освен ако не го сменила откако станал или станала полнолетна. А Бог вели дека името е многу важно, особено кога се однесува на Неговото име. Како што веќе прочитавме во Излез 27 пишува: не изговарај го напразно името на Господ твојот Бог. Зошто е Бог толку чувствителен во врска со своето име, што неговата употреба или злоупотреба ја ставил во една од 10 Божји заповеди? Еве зошто. Божјото име представува 3 нешта. Првото е репутација, второто е карактер и третото е авторитет. И сакам да ве потсетам дека овие 3 работи многу често ги применуваме и на луѓето. Ајде да видиме малку поподробно. Моето и твоето име се нашата репутација. Кога некој има добра репутација, велиме има добро име. Кога има лоша репутација, често пати велиме не е достоен за името што го носи. Ајде да направиме еден експеримент. Ќе кажам неколку имиња, а вие помислете на што ве асоцираат. Тереза, Хитлер, Елвис, Јуда, Гоце. Секој од нас која ќе слуша некој име, веднаш во умот му се појавува слика на личност која ја цени или на која не сака да се сети. Тоа е репутацијата што ја дава или што се изразува преку самото име. Моето име, твоето име се поврзуваат со мојот и со твојот карактер. Откако твоето име и твојот карактер се поврзат во умот на тие околу тебе, тешко се раздвојуваат. Во Библијата, ако се потрудите да го пронајдете значењето на имињата кои родителите им ги давале на децата, ќе забележите многу пати ги нарекувале чесен, правда, слава, за некако да ги поврзат посакуваниот карактер со името на детето. Исто така, во Библијата ќе забележите дека имаше луѓе кои, откако во животот ќе им се случеше некоја драстична промена во карактерот, таа се изразуваше и со промена на името. И најчесто, Бог беше тој кој ги именуваше вториот пат. Аврам стана Авраам. Јаков стана Израел. Симон стана Петар. Савле стана Павле. Бог им го смени името за луѓето да забележат дека им го сменил и карактерот. Второто нешто што сакам да го кажам. Моето и твоето име представуваат авторитет. Како велиме кога полицијата сака некој да сопре, тие викаат, нели? Застани во името на законот, барем така гледаме во филмовите. Нигде не вели застани во името на, Том и Джери. Зошто? Затоа што зад името стои авторитетот на државата, на службата. Или кога порано се читале судски пресуди, започнувале во името на народот. Ако имаш другарка по име Ангела и ти се јави на телефон додека јадеш, ја забележиш на телефонот, нема да одговориш, ќе дојадеш па ќе се јавиш. Ама ако на телефонот го видиш името Ангела Меркел, не знам колку мина ќе кажат нека почека, ќе се јавам кога ќе можам. Секој од нас преку името сака да си го представи авторитетот. И затоа кога се запознаваме, ние го кажуваме целото име. Здраво, јас сум Павле Костадинов. Или вие ќе си го ставите вашето име. Затоа Бог вели, кога го злоупотребуваш моето име, тоа не е мала работа. Голема работа е, бидејќи ми ја уништуваш репутацијата. Ми го напаѓаш карактерот и ми го омаловажуваш авторитетот. Ти всушност си играш со моето име. Кога мислиме на злоупотреба на Божјото име, најчесто мислиме дека тоа се прави преку пцоsti. За жал, нашиот Балкан е едно од ретките места на светот, ако не и единствено, каде што фрапантно, често и без срам се пцуе се поврзано со Бог и нешто свето. Тоа е едната крајност, но има и многу други начини на кои можеме да го злоупотребиме Божјото име без да пцуеме. И сакам заедно да погледнеме неколку. Можеш, например, да го употребиш Божјото име за да навредиш. Ова се случува кога Божјото име ќе се појави во пцост или клетва за да искажеме колку сме бесни. Некој рекол на едно место дека ако се казнува пцуењето и мамењето во некоја игра, фудбалот ќе станеш илегален.
Денес ретко ќе начекате филм или серија во која некој не пцуе. Дури за жал и комичарите што им снема материјал се префрлаат на пцоsti и на вулгарности. И тогаш не им пречи да се подсмеваат и со свети работи. Луѓето се подсмеваат на Божјото име, а публиката се смее. Патем, само за размислување, дали сте забележале дека ретко кој зборува за небесна музика, рајска градина, а колку често се спомнуваат пеколно студено, пеколно жешко, пеколно темпо? Би сакал да предложам дека во крајна линија и тоа е пцост. Зошто луѓето пцујат? Некој ќе каже, немаат доволно емоционална контрола, ама мислам дека главната причина е да ги импресионираат тие околу себе си. Јас лично сум слушал родител како охрабрува 3-годишно дете да пцуе и се радува кога го слуша. А фактот е дека само слабаците и тие без речник мораат да користат вулгарни зборови, за да ги импресионираат тие околу себе си. Бидејќи за да пцуеш или користиш вулгарности не ти треба интелект, не ти треба висок IQ, не ти треба факултет. Дури и папагал може да научи да пцуе. Дури и луѓе од црква го прават тоа. Не би сакал ти да си еден од нив. Да не се пцуе бара од личната дисциплина, бара покорување на Бог. И пак ќе се повторам, за жал луѓето често го користат Божјото име како пцост или да засилат кога кажуваат нешто колку се нервозни, лути или навредени. Понатаму, некои го ползуваат Божјото име за да си направат по свое, како алиби. Си наоѓаме извинување така што го спомнуваме Бог. Бог не сакаше да го положам испитот. А човекот не седнал да учи. Мислам дека Бог не сака да продолжам да го правам тоа што го правам во моментот. Се молев, Бог ми кажа, оти не треба да продолжам или треба да продолжам да го правам ова или она. Бог е покритие за моите желби, за твоите желби, за моите успеси, за моите неуспеси. Имате луѓе кои го ползуваат Божјото име за да заплашуваат. И за ова некои се професионалци. Бог ми кажа дека треба да се направи вака. Ако било кога гледате на телевизија, ќе видите многу нечесни телеевангелисти го прават тоа или дај пари за Бог, или нема благослов. Ајде сетете се на родителите, можда и вие сте го направиле тоа. Ќе пробаат со разговор да го убедат детето да ги слуша, па ќе почнат да се закануваат, па на крајот ако не ме послушаш, Господ ќе те казни. Тоа е застрашување. Или кога некој во црквата ќе каже, Бог ми кажа дека треба да направиме вака или онака, па како сега ќе му се спротиставиш на Бог? И тогаш е заплашување. Уште повеќе, може би почесто, е кога некои го ползуваат Божјото име за да импресионираат. Кога човек се обидува да докаже колку е духовен, со тоа што во секоја реченица што ќе ја каже, ќе го вметне Бог. Сите ние сме ги слушале тие религиозни клишеја. Слава на Бог, алелуја, фала ти Боже, ако животот не ти се совпадне со зборовите, нема никаква полза. Во Тит, во првата глава 16 стих, пишува: исповедаат дека го познаваат Бог, но го одрекуваат со делата и се одвратни, непослушни и неподобни за какви да било добри дела. Зборовите и животот мора да се совпаѓаат. Многумина од нас паѓаат во онаа замка кога импулсивно, онака без размислување го ползуваме Божјото име. И во ова време на несигурност многу од нас го имаат Бог во уста цело време. Аман Боже, ах Господи Боже, Боже, Боже. Кога размислував за ова, знаете, почнав да размислувам дека ние го сведуваме Бог како извичник. А Бог инсистира, кога го употребуваш моето име, биди сериозен. Свати го тоа сериозно. Па дури и кога сме во црква, дури кога пееме песни за обожување или славење, можеме напразно да го ползуваме Божјото име. Пееме, а не мислиме на зборовите. Рутина. Пророкот Исаја во 29 глава 13 стих вели вака: и тој зборува за рутина. Овој народ ме обожува со устата своја и со јазикот свој ме почитува, а срцето негово му останува далеко од мене и почитувањето нивно пред мене е само научено човечко правило. Од рутина, од навика, ништо повеќе. Може би ќе се сетите и на зборовите во Матеј 6 глава 7 стих. Исус вели: а кога се молите, не повторувајте празни зборови како другите народи, бидејќи мислат дека молитвата ќе им биде сослушана и исполната заради многуте зборови. Уште подобро тоа е кажано во нашиот македонски динамички превод. Кога се молите, не редете празни зборови како што тоа го прават оние што не го познаваат Бога, мислејќи дека ќе бидат услишани поради својата речитост.
може би и вие, како и јас сте слушнале ваква молитва. Драги Исусе, ти благодариме, Боже, за добриот ден, Господи. Татко, фала ти, Исусе, што ти си секој ден со нас, Господи Боже. Фала ти, Татко, за сите благослови, Исусе. Ставете се во ваква ситуација, ако син ти дојде кај тебе и почне така да зборува со нас, јас прв ќе помислам дека нешто не е во ред со него. Драги тато, фала ти, Павле, за парите, тато, што ми ги даде за да излезам во град. Тато, те молам, татко, да не заборавиш, оче мој, да ми дадеш, татко мој, и идната сабота, мил тато. Звучи глупо, не? Како ли му звучат на Господа таквите наши молитви? Вистина е, тоа звучи некако духовно, ама реално, ако не знам што да кажам во молитвата, зашто да се молам, ајде да не користам полнеш. Подобро е да замолчам. Бог ја разбира тишината. Па дури и ни вели дека кога ние не знаеме зашто да се молим, Светиот Дух ќе го направи тоа за верните деца Божи. И затоа Бог вика, кога се молите, не повторувајте празни зборови. И јас лично и ти сме виновни за прекршување на оваа заповед. И многу често се вадиме, ама јас не мислам ништо лошо. И јас мислам дека Бог вели во право си. Нешто не мислиш ништо лошо, ти воопшто не мислиш. Моето име е свето. И ако беше свесен за тоа, немаше да го ползуваш на таков начин. И јас и ти сме виновни заради прекршување на оваа заповед. Бог е многу сериозен. Тој даде само 10 заповеди, а сетете се, ова е третата. Бог е сериозен. Тој даде 10 заповеди и ова е третата. Да ви прочитам од книгата Левит, 24 глава, од 14 стих до 16. Вели вака: изведи го оној што богохулствува надвор од логорот. А сите што го чуја нека ги стават рацете своји врз главата негова и целиот народ нека го убие со камења. И кажи им на синовите израелски, секој што ќе похули на својот Бог, ќе го прими својот грев, и оној што ќе го навреди името Господово треба да умре со камење да го убие сиот народ. Било да е тој придојден или тукашен, ако похули на името Господово, да умре. Смртна казна за секој кој напразно го ползува Божиото име. Јас навистина не знам колку од нас ќе останеа живи ако ова се практикуваше и денес. Секоја пцост, секоја злоупотреба на Божиото име е против Создателот на се што постои. На некој ниво, буквално секој во овој денешен свет, па и најокорелиот атеист, мислам дека го сваќа ова. Ево зашто го мислам тоа. Во денешното општество може да кажете што сакате. Ох, Буда, Златен Свети Илија, спомнете што сакате и никој да не реагира. Ама штом кажете нешто и нагласите во името на Исус, цел свет скока. Бидејќи сатаната знае дека има моќ во тоа име. И затоа, ако го спомнеш христијанскиот Бог, ако го спомнеш Господ Исус Христос, неговата жртва, Божиот Свети Дух, сите стануваат нервозни. Сатаната се плаши, бидејќи знае дека има сила во тоа име, а ние често пати, за жал, го злоупотребуваме. Како што реков, името ја представува репутацијата, карактерот, авторитетот. И ако се смееме на шеги за Бог, за Исус, за нештата за кои Бог вели дека се толку свети што не смееме да ги поганиме, стануваме соучесници во туѓиот грев. И Бог вели, очекувам од вас страхопочит. И стои фактот дека сите ќе треба да побараме прошка од Бог за ова. Ајде тогаш да погледнеме како правилно да го ползуваме Божиото име. Во Библијата Бог ветува благослови за оние кои правилно се однесуваат кон неговото име. Ќе ви дадам домашно. Во Библијата има стотици стихови што го спомнуваат името Божие. И многу од нив се поврзани со благослови, во смисла, ако го почитуваш моето име, ќе добиеш ваков или онаков благослов. Најдете неколку такви стихови. Погледнете ги, проучете ги сами, видете дали сум во право. Едно нешто што треба да го направиме е да му дадеме постојано чест на Божиото име. Да го ползуваме грижливо, со љубов, како чин на обожување. Ако кажам Боже мој или Боже, ајде да го мислиме тоа. Во Псалм 29:2 пишува: дајте му чест на името Господово, за неговото име достојна, поклонете му се на Господа пред сјајот на светлоста, на светоста негова. Да внимаваме што слушаме и на што се смееме. Некои луѓе велат, мене не ми пречи кога пцујат или кога некој напразно го спомнува Бог, јас тоа го филтрирам. Јас не се согласувам. Знаете, љубовта бара дејство.
Ајде замислете си дека некој кажува нешто за вашиот сопруг или сопруга, за мајка ти, ги пцуе, се шегува на нивна сметка. Колку од вас ќе кажат, јас тоа го филтрирам, воопшто не ми смета тоа. Не велиме така. Па тогаш, кога последен пат си реагирал кога некој зборува глупости за Бог, за Христос? Јас лично не сакам шеги во кои се спомнуваат Бог, Исус или свети нешта. Ајде да ви дадам еден предизвик кој еднаш им го дадов, мислам, на тинејџерите на еден од нашите кампови. Земете тегла, празна тегла дома, и во неја ставете по 10 денари секогаш кога напразно ќе го кажете името на Господ. Океј? Собраните пари, дајте ги на црквата. Треба постојано и свесно да имаме став на страхопочите. Тоа значи не само да го штитиме името Божјо, туку и да ни значи нешто. Во Псалм 9, 10 стих вели: во тебе ја полагаат надежта тие кои го познаваат Твоето име. Знаете ли дека во Библијата има повеќе од 100 имиња за Бог? Секој од нив подкрива по нешто за Бог и неговиот карактер. Бог е љубов, Бог е правда, Бог е свет, Бог е оној кој ветил дека ќе се грижи за нас. Начинот да се запознае Бог е да се учиме од неговите имиња и така ќе го запознаеме подобро, ќе го засакаме подобро. Другото нешто. Биди добар пример за Божјото име. Ова е малку попрактично. Се нарекуваш христијанин, го носиш името на Христос, го носиш името на Бог. Во 2 Тимотеј 2.19 пишува: секој што се повикува на Господовото име треба да се откаже од секаков греф. Нашиот животен стил мора да биде слика на тоа што го веруваме. Иначе, овој наш животен стил ќе биде слика на злоупотребувањето на Божјото име. Ако се нарекуваш верен христијанин, биди достоен за името. Ако се представуваш за верник, ти го представуваш Бог. Некој рекол дека постојат две главни причини зошто луѓето не го прифаќаат Христос за Спасител и Бог. Првата причина, никогаш не сретнале христијани. А втората причина, бидејќи сретнале христијани кои не живеат достојно на името. Ако е тој верник, јас сум подобар од него, фала не ми треба. Фактот стои дека сите околу нас гледаат дали нашите зборови и нашите дела се совпаѓаат. Третото нешто што сакам да го спомнаме, ние треба да ја ставиме својата доверба во тоа име. Пак, Псалмите 33, Псалм 21 стих: со срцата своји во него се радуваме, зашто во неговото свето име веруваме. Што и да правиме, да го правиме во името на Бог, ставајќи ја сета своја надеж во него. Самиот Исус вели во Јован 14:14: и ако посакате нешто во моје име, јас ќе го сторам. Ајде, сте се прашали ли некој пати зошто се молиме во името на Исус? Затоа што без тоа име немаме никакво право да дојдеме пред Бог. Бог е свет, ти и јас не сме. Само совршеното може да е во Божјото присуство. Јас немам никакво право да дојдам кај Бог и да кажам: Боже, еве што ми треба, ова е моето барање, исполни го. Ама можам преку Христос. Тоа е мостот. И кога во молитвата велиме во името на Исус, признаваме дека без него, без неговата жртва, без неговата благодат, без неговата милост, немаме право да бараме ништо. И тука доаѓаме до една лоша вест. Еден ден ќе бидеме судени за секој празен збор што излегол од нашата уста. Така пишува евангелистот Матеј. Ова е еден од оние мои најнеомилени стихови во Библијата. Бидејќи реално и мене ме подсетува на многу празни зборови кои сум ги кажал и за кои ќе бидам суден. И јас, и ти. Ама фала му на Господа, има и добра вест. Може да го прескокнеме судот. Но само ако поверуваме во Христос. Во Дела во 4 глава 12 стих ни се вели: нема спасение во никој друг, ниту има друго име под небото дадено на луѓето преку кое мора да бидеме спасени. Името на Исус Христос е начинот да се избегне судот. Еве што вели апостолот Јован во 20 глава 31 стих од Евангелието според Јован: Исус е Христос, Божиот син, и верувајќи да имате живот во неговото име. Точно тоа што ни треба. Ги прекршивме заповедите, вклучувајќи и ова. А тоа значи дека сите сме осудени ако не најдеме Спасител, а тоа е Исус. Сум слушнал како некои им велат на децата: престани да зборуваш така, оти ќе ти измијам устата со сапун. Нема фајда од сапунот. Што е во срцето, тоа е во устата. Евангелистот Лука вели во 6 глава 45 стих: устата зборува од она од што изобилува неговото срце. Сакаш да си висчистиш речникот?
Изчисти го прво срцето. И само Исус може да го направи тоа. Не изговарај го напразно името на Господ твојот Бог, бидејќи Господ нема да го остави неказнет оној кој напразно ќе го изговори името Негово. Како и да сме ја стекнале навиката да ја кршиме оваа заповед? Да побараме прошка од Бог и да бараме Христос да ни го изчисти срцето, а со тоа и речникот. Не заборавај, Бог е секогаш покрај нас. Ако го љубиш, нема да сакаш да го навредуваш, нели? Барај од Него да ти помогне во ова и тој ќе го направи тоа.